Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон сад. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а во наредните 8 минути со вас ќе биде Лилица Китановска. 4 сојузни американски држави одржаа прелиминарни конгресни избори, што се многу индикативни за ноемвриските избори. За ова ќе ви кажеме на почетокот на блокот вести за денеска. Во источната сојузна држава Пенсилванија, долгогодишниот американски сенатор Арен Спектер е поразен од поранешниот морнарички адмирал и конгресмен Џо Сестак во прелиминарно гласање во Демократската партија. Спектер минатата година премина во редовите на Демократската партија, откако во Сенатот речиси 30 години служеше како републиканец. Поддршката од председателот Обама не беше доволна за освојување нов 5-годишен мандат на сенаторот. Се гласаше и во Кентаки, Орегон и Аризона. Во Кентаки за прв пат имаше кандидат на конзервативното движење Tea Party, каде победник излезе Ранд Пол, син на поранешниот председателски кандидат Рон Пол. Министерот за внатрешни работи на САД, Кен Салазар, пред законодавците рече дека неговата агенција имала недоволен надзор врз активностите на крајбрежното дупчење на нафта, што може би придонело за катастрофалниот еколошки инцидент со истекување на нафта во Мексиканскиот залив. Американскиот председател Барак Обама и првата дама Мишел Обама формално го поздравија мексиканскиот председател Фелипе Калдерон и неговата сопруга во Белата куќа на почетокот на државничката посета. Обама, Калдерон и државната секретарка Хилари Клинтон веднаш по церемонијата заминаа на разговори. Председателот Калдерон се очекува да го покрене прашањето за новиот имиграционен закон во пограничната американска држава Аризона. Председателот Обама рече дека новиот закон на Аризона заастранил и дека се заканува да ги обезвредни принципите на фер постапување со што американците се гордеат. Владата на Калдерон издаде предупредување да не се патува во Аризона. За вечерва е планирана државничка вечера во Белата куќа по чест на посетата. Во плей-офот, во финалето на источната конференција на NBA, гостите Бостон Селтикс ги поразија Орландо Меджик, што 95-92 и поведоа со 2-0 во серијата најдобар од 7 меча. Пол Пирс со 28 и Рајон Рондо со 25 поени ги предводеа Селтикс до победата. И покрај поразот центарот на Орландо, Двајт Хауард постигна 30 поени. Следниот меч се игра во Бостон в сабота. Еврото денеска во Македонија се разменува за 61,49, а доларот за 49,48 денари. Аналитичарите велат дека нестабилноста ги плаши инвеститорите и ја намалува довербата во еврото, кое се наоѓа на најниско ниво во однос на доларот за последнава година. Расположението на инвеститорите продолжува да опаѓа заради загриженоста дека европските држави не прават доволно за справување со нивниот национален долг. Клучните индикатори во Кина и Хонг Конг нагло паднаа во понеделникот. Во Индија иста приказна. Бомбајскиот Сансекс индекс падна најниско за последниве 2,5 месеци. Загриженоста потекнува од стравот дека фискалните проблеми во Грција може да се рашират на други земји. Британскиот министр за финансии една недела пред објавувањето на големи намалувања на трошоците кажа дека проблемите на Грција се предупредувања. Грција е потсетник за тоа што се случува со влади кои не реагираат решително и брзо. Еврото, што го користат 16 држави, во понеделникот падна на $1,22 центи пред да добие 2 центи во вредност. Европскиот трговец Оливер Рот вака ја гледа ситуацијата. Мислам дека ова што се случува е длабока криза на вербата во еврото. За илустрација, од 1 мај наваму еврото падна 7% во однос на доларот. Економистите велат дека слабото евро може да го засили европскиот извоз, но американските производи ќе ги направи поскапи. Активисти за човекови права ги користат сите расположиви средства за пробив на информативната блокада поставена од севернокорејската влада врз народот. Порано тие фрлаа летоци од хелиумски балони, но сега информациите доаѓаат со звук и со боја, како дел од нова дигитална стратегија. Следниот прилог доаѓа од наш известувач од Сеул. Последниве 2 години групи на активисти во Јужна Кореја користат балони за испраќање летоци на територија на Северна Кореја, од море и од копна.
Летоците го критикуваат севернокорејскиот лидер Ким Джонг Ил, но сега балоните носат повеќе од материјал за читање. Дигитални видеодискови, како овој, се дел од последните пратки. Најголем дел од материјалот се вести. Произведувачот на DVD-ата, Ким Сеунг Шул, вели дека на севернокорејските гледачи им нуди нешто што никогаш не можат да го видат на нивната телевизија. 김정일 단 한 사람을 위해서 2천만이 희생되고 Тука сум да ви ја кажам суровата вистина, дека 20 милиони луѓе умираат, а 1 милион војници крварат само за еден човек, Ким Джонг Ил. Сакам да им помогнам на луѓето да си ја добијат слободата и нивните права и да се покренат за обединување. Други DVD-а се фокусираат на други теми, како морнаричките судири меѓу југот и северот. А зашто овој начин на пренесување на пораката? Ким вели дека пребегани лица од Северна Кореја му кажале дека таму е полесно тие да се гледаат отколку што се мисли. 70 до 80% од домакинствата таму имаат плеери, а се повеќе доаѓаат и до компјутери. Ким вели дека истите луѓе кои се обидуваат да го запрат ширењето на DVD-ата се дел од публиката на која се цели. 간부들이 더 많이 봐요. 왜냐면 Севернокорејските владини лица се тие што ги гледаат повеќето од кој било друг, особено оние во Министерството за одбрана. Откако ги конфискуваат, ги гледаат, ги покажуваат на нивните шефови, генерирајќи интерес нагоре, во повисоките кругови на структурата на власт. Ким планира повеќе DVD-а, вклучувајќи и такво што илустрира колку различен живот живее Ким Джонг Ил, споредено со оној на просечен сиромашен севернокореец. А за утре имаме друга тема за вас, од областа на здравието. Ке зборуваме за отпорноста на антибиотици. Утре во Newsflash експертите стравуваат дека за неколку години нема да има одбрана од некои видови бактерии. Како дојде до ова? Гледајте во утрешен Newsflash. Ова беа вестите за денеска. Го гледате Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. За најнови вести посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.